пети ти им кажувам дека не играм фудбал кога работам. Знаеш дека треба да го чисти ментално. Мислиш ти треба да го чисти зашто вчера загуби до 2 сата на телефонот на тато и после да го фрли у клозетска шоја. Не го фрли ми падна. Кај сте, братучиди? Здраво. Ова е Теа, Андреа, јас више знаете. Васил, зашто не ме прифати на Фейсбук? Па не сум се вклучил пред една недела и ако те подземете, ви го покажем. Помош! Помош! Тоа баш убава да ви кажам. Навистина храбри јунаци се ваши синови. Цели се на татко им. Да. Убаво тоа, они храбри се, да. Ама, дечки, нареден пат немојте вакви експерименти. Прво јавување на полиција. Ти благодарам што ги прибра деца. Таман работа, 100 пати сум ви кажала како мои деца си ги гледам, така? Еве, кафето. Браво, Веснаке, браво. Кажи. За среќа, децата на Писателов веднаш викнале полиција. Кој писател бе? Томе да не? Да? Мора среќа, Гоца соседката веднаш ги прибрала генеза. Баш среќа. Ако не го пикне носот секаде. Абе да ме праша, а таа, што не се омажи, а? Абе, што си се настравил толку на таа жена? Не бе, мене баш ми е симпатична. Баш му е симпатична, само нешто за нејзе. Тато, може да ли ме? Надвор. Одете, ама врткајте се околу зграда. Слушај, Васил, земи си еден моли. Пенкалци, хемиско. Зашто дедо? Како заштото вие сте сега најпопуларни, ќе ви барат автограми да давате. Леле, дедото мама стајна. Да, ние отидовме. Чао. А ќе го земете дом? Задолжително. Се разбирам на главната звезда. А ти доаѓаш? Не, јас ќе седам со големите. Добро. Ајде ние ќе одиме. Ланец да му ставите. Што се случува? Изгледа таму кај багерите копајки нашли црква. Навистина? И значи цело време била таму. Кажи тато. Не, супер сум. Добре, ајде ќе те чекам на автобуска. Дечки, јас ке треба да си одам дома, татко ми ќе ме чека кај автобуската. Ајде, само да се гледаме во скоро. Чао, Васил, да ме прифатиш на Фейсбук, окей? Што стигнам на компјутер, одма те прифаќам. Честито, чао, дедера. Фала уште еднаш што ме спасивте со Дон. Нема нешто и ајде пријатно така. Софија, што ти е? Ми се јаде сладолед. Мене, ајде додиме да си купиме. Да не сака никој друг? Сакаме, ама не смееме, антибиотизираме. Мила, а јави му се на Чичко Јован? Зошто? Па како, зашто не ли е археолог? Добре, археологија е, ама добре, сега ќе ме звонам. Васило, ти го заврши работат? После една недела работа мрдна малце, ама и тоа е добро. Ајде и кај Васил, сите сме тука. Па, од копа црква неверојатно. Багерите копаат одма до дворот наш. Добро. Чао. Доаѓа. Дечки, што правиме со идејата? Која идеја? За телевизијата, бе, дечки. Па не се отвара туку лесна телевизија? Треба да направиме програма и плюс нели бенд ќе правиме. Па ја Лопи требаше песни да направи, веќе 3 дена нема ни на Фейсбук, ни во мало. Ајде, јас и Григори ќе одиме да ја викнеме, ја Лопи, идеш? Ајде, чекаме. Абе, можеше и да се јавиш, ама ајде.
баш фино. Сега доаѓа да ви уапсат. Здраво, Ана Марија, како си? Уште сакам, а? Леле, куче не може да трпи, значи. А ако сакаш тргни го джукелчево, ми ги дупна ушите. Пус Дон ќе го изджува. Барби е чисто кръгна чивава и то од Белград. Не е ли така, Ана Марија? Остай го, ма. Овчарско куче. Сега кој зборува, Ана или Марија? Смотаница со две имиња. Стварно со две имиња си? Со две имиња затоа што вреди за двајца. Така ли, Ана Марија? Да, така се разбира. Со се кучето вредиш 2,5 кучиња, ова извини луѓе. Доста мизлена. Си дошла во нашето мало само да се правиш важна, ма. Дечки, што се збеснали ако прв пат да се гледаме? Ема па ти пат доста таму. Убаво и го рече. Доста, оди си од каде што си дошла. И ти убаво го кажа. Ајде, молам, престанете да се карате. Денес имавме ложден. А ти дрвен суд ја донеси на неа. Чекај, на двете да не им си. Ај, Васил, да си одиме. Аха, ќе бегате. Ние ќе ве пријавиме. Зошто дека немаше на сите вести? Да знаете, баш на сите ве имаш. Не ли, Ана Марија? Ајде пред мене. Да гледање. Што е, Ана Марија, зашто вака се понаша? Ужасно е. Не знам, обично е окей. Глуп труп, може малце љубомора да е фатила. Каква љубомора бе, Васил, што ве нападна, криминалец? Има е таква љубомора изчукана. Јас мислам дека е кучешка љубомора. Дон е херој, а Барби уште немало на вести. Ајде, ќе идеме. А нема да го почекаме тато за да види црквата? А нели требаше на таван да чистиме? Па да, одиме на таван. Одиме. Ајде. Много стари ме. Да, човек. Тоа е лампа шарабати на зејтин. Това е глобус? Украс? Мислам дека порано било глобус, ама се е украс. Грешно. Бе, полека и не трче, ќе згадиш на некоја трула даска, ќе пропаднеш до доле. Па тато, нема да не пушти на трули даски, нели? Ој, како работи, ма. Иначе, што бараме? Што бараме? Да, ништо. Сам треба да го суседиме од тоа место. Мене ми само нешто интересно да го гледам. Леле, камера. Камера! Нема. Ој. Стварно? Да. Така. Ја. Нема филмови? Немам филм за како може би. Нема ништо. Не мислам нешто и поинтересно да ги најдем, ама тешко. Више најдев. Што најдевме, бейка? Па то, сабја. Полека, кашија. Полека. Полека, стој. Добро? Полека. Стој. Полека. Смири се. Полека, дај ми ја сабјата. Не мрдај. Пушти. Тргни се, оди кај што си ја нашол, така. Полека. Смири се. Иди тука си нашол. Само сабјата била. Што направи, бе, Илија? Леле! Што ти е, бре, на тебе? Чекай, Полека, пазете. пушти, бе, пушти, не пушти. Не излага. Шо ми принесе? Пазете, чекайте. Не излага. Да, ја сам да врсам. Неке, бе. Готово!
си? Икона! Богородица Пелагонитиса. Добар ден, добри луѓе, како сте? Што е? Еј, Богородица. Богородица Пелагонитиса. Браво. Богородица е, да. А ова се најверојатно и некои темели од црква. Браво. Оче, ќе ми дозволиш ли да ја задржам кај мене на работа денеска? Сакам да испитам од кој век датира. Како не, па ние секако официјално ќе донесевме барање до вас. Што ме кајбаш? Земете. Нема никаков проблем. Одлично. А и чудно, воопшто не е оштетена. Најверојатно од земјата. Немало воздух и земјата има конзервиран. Купе ги разбркаме луѓево. Не мора, момче, не мора да ги разбркате, луѓето сами ќе си отидат. Не е страшно. Не мислев да ги запендрачиме. Ајде по дома. Сите, ова е важна работа, ќе мора. Оче, кажи да појдеме кај мене, кај брат ми, тука близу живее, на еден чај. Ама на кратко сам. Кратко да е. Добро. Затвори го место. Деца, ајде да земете благослов, деца. Ајде, јунаци, ајде. Господ да благослови, ајде. Ајде се, да благослови, ајде. Овој. Тере работа. Деца, видете чичко Јован каква икона донесе? Отец, зашто не е довршена иконата? Тоа, чедо, нешто сака да ни каже Богородица. Деца, чичкови Јован е археолог прва класа. До сега има најдено една икона и таа недовршена. Така е, знаеш ке? Така е. Знаеш ке, немој да ми го јадиш, сино, така. Немој. Добро, така е, Злато. Така е. Бре, тото Павле. Други археолози замоти направија. Овој нашиов автомобил не може да купи. Немој така сега, Злато. Ќе се вреѓаме? Автомобилот ни е во сервис. Кај да е? Ќе ни го врата. Како заборавив на вистина. И кога ќе ни го вратат од сервис, право кај тебе во музеј како експонат, така? Автомобил од антиката. Ќе се вреѓаме се. Снечке, ти најде работа? Барам уште. Уште бара. Па баре, кој бара ќе се најде, мислам, ако сака. Ајде, добро, се ќе биде во ред. Ќе биде да е. Кој ќе ми го донесе торбичето таму уште? Ајде. Оче, ти седни со нас на маса? Не, воопшто не ми додева. Нема проблем домакин. Се е во ред. Добро, оче. Фала, уживајте, ќе дојдем, тука. Ајде вас. Браво, Машко. Ајде, дечиња. По една Богородичка. По една Богородица. Сите, иста таква Богородица Пелагонитиса. Проверете. Ајде да ве прашам, дали некој од вас знае зошто ова икона се вика Богородица Пелагонитиса? Јас знам. Зашто е најдена во Пелагонија? Така е, Душо. Во близина на Битола и Прилеп, така? А знаете ли, например, каде се наоѓа манастирот Зрзе? Прилепско. Јас и тато бевме во Зрзе манастир.
Бевте во Зрзе? Браво, значи знаете. Па сега можам да ви кажам дека со Богородица Пелагонитиса, токму во манастирот Зрзе се случило едно чудо. Значи, кога монахот, кој што бил задолжен да ги намести иконите на местото, знаете што се царски двери? Кога гледате према олтарот, царските двери? Секогаш знаете дека од левата страна се наоѓа Богородица, а од десната страна Исус Христос Бог. Богородица Пелагонитиса, кога ја наместиле на местото каде што според каноните, тоа се црковните закони, треба да стои Богородица, како што ја наместиле, пошле на спиење, утредента кога дошле на утрена служба, виделе дека иконите си го имале сменето местото. Значи Богородица е на десна страна, а Господ Исус Христос на левата. Значи некој ги свртал. Прво се посомневале дека некој тоа намерно го направил од монасите. Меѓутоа, кога втор пат така се случило и кога трет пат така се случило, еден од монасите се помолил на Богородица, цела ноќ молејки се, тој успеал да добие одговор од неа. Кога тој ја запрашал зошто си од десна страна, а не од лева, таа рекла: не сакам да му вртам грб на син ми, мислејки на Господ Исус Христос. Ете, такво чудо се случило во манастирот Зрзе, кој што и ден денес можеме ние да го посетиме. Ете така, и ние не треба да му вртиме грб на Господ. Луѓе, чудо! Мамо, тато, видите, само се доцртува иконата. Вистина. Ти реко? Вистина, чудо. Голем благослов за домот, голем благослов за домот. Слава Боже. Слава ти. Исто, брат. Тешко?